Добро утро до гледачите што можеби во моментов се вклучуваат, за оние што не гледаат од самото утро, знаат дека сега следуваат минутите и гостувањето на легендарниот Миле Кузмановски, кој што спаѓа во категорија музичари, а тие музичари се најзасегнати, ќе кажам, можеби во време на коронавирус, откажани се свадби, свирки, концерти, буквално секакви настапи, а богами со тоа доаѓа моментот и дека се блокирани приходите на самите музичари, но ќе зборуваме секако и на малку побави теми од овие што во моментов ете прават музичарите, па се надевам дека Миле го имаме од својот дом, дека конекцијата е во ред. Ето така, Миле, добро утро, се надевам се слушаме и дека се е во ред. Добро утро. Малку ми прекинуваш, па не можам да те чујам, но добро. Да, ќе се обидам, ако нешто има ќе ми кажеш, но се надевам дека се ќе биде во ред. Како што кажа во најавата, коронавирус, музичарите засегнати. Но ја сега те прашам како започна, што правиш ти во време на коронавирус, како го поминуваш времето дома? Се што нешто. Знаеш како, кога си дома, гледаш што све се расипало, што све паки по дома, така да најдовме време да го подсредиме домот. Се садат цвекиња, пролете, нели? Така да секогаш има обврски у куќата. Да, олеснителна околност е што живеете во двор, па за разлика од ние што живееме во стан, не можеме малку да прошетаме, па ете, можеби така наоѓаш време да поминеш. По возрастните керки... Не те слушнав, извини. Велам, по возрастните керки ти учат и моментално се во средно училиште, имаат онлайн настава? Да, и настава имаат домашни, имаат многу нов материјал, така да... Па ајде да не претераме по 6 сати се на компјутер. Сега ме интересира дали ти наоѓаш време да им помогнеш. Татко ми е исто наставник и музичар, буквално по цел ден сте на... Да. Види, они учат медицина, така да малку е таа тема за мене непозната, но нешто што е од општа култура можам да помогнам, не е проблем. Сега, ако немаш познавање за медицина, кога станува збор за музиката, бога ми тука си имаш многу познавање, а ако некогаш сме имале слободно време, тоа е баш сега. Па дали може би имаш инспирација за нешто ново во вакво време? Па, извадив, за многу кратко време извадив 2 песни и веќе ги има на YouTube како Последен воз и Чадор стар, 2 балади преубави, направени си спотови, така да во овој момент некаде е собран материјалот, па чекам малце да се тргне коронава за да го спакувам 8-миот поред албум. Он е готов. 90% е готов, само додлучам која песна ќе биде водечка на албумот, или може и да се случи да влезам да снимам нешто најново, па така и да промовирам и нова песна и комплетен нов албум. Музичарите се најпогодени во време на коронавирус, ете и албумот ќе почека, но откажани се и многу и свирки, свадби, а и концерти, твои концерти. Кажи ми каква е ситуацијата кај тебе? Така. Па добро, во овој период навистина имав многу работа интересна. Требаше да заминам до Штутгарт, имав таму 2 настапа, требаше да имам. После тоа концертот овдека во Борис Трајковски, јас се уште рекам арена, како ли се вика. Концертот со Наоми Мирослав Илич и тој се откаже. Оние тековни настапи кои што не беа договорени, така да добро, ќе почекаат за некое поубаво време. Така да мислам дека ќе ги презакажеме тие, ќе мора да се презакажат кога ќе помине ова лудило. Да, убаво што го спомена, концертот се најавуваше долго време, се очекуваше полна сала. Имаш ли информацијата дали ќе успеевте да го наполните, да наполните арената Борис Трајковски, бидејќи досега не успеале многу да го направат тоа од македонските музичари. Последен беше Владко Лозановски. Не те слушнав, на крајот ќе ми простиш. Последен беше, велам, Владко Лозановски што ја наполни арената. Да, така. Мислам дека ќе имаше народ, затоа што се тројца квалитетни. Не се слушаме сега, Миле? Дали ме слушаш? Мислам дека до микрофонот имаш проблем. Со кабелчето само да средиме конекцијата.
тон немаме. Така, ќе се вратиме за момент, почитувани гледачи, разговараме секако со Миле. Да направиме кратка пауза, ако може, од режија, па веднаш ќе се вратиме само секунда да се стабилизира конекцијата. Не грижете се. Ниту една жена не треба да биде ставена пред одлуката која таа требаше да ја донесе. Да се избира помеѓу љубов или сопственото дете, Јас сум неговата мајка. никогаш не е паметно, ниту лесно. И на крајот, секој потек е тотално погрешен. Нова серија на Алфа со возбудливи заплети, омраза која демне од секој агол и љубов од која никој не може да излезе како победник. Добре дојде, Селим. Добро ве наедов, Асли. Како си? Не ја пропуштајте Сахра од вечерва во 18:30 само на Алфа. Таа никако не можеше да се помири со мистериозната смрт на незината сестра. И иако соочена со истиот здравствен проблем, потрагата по вистината не смееше да престане. Очите на Хулија на Алфа. Да, продолжуваме веднаш со разговорот со Миле Кузмановски. Конекцијата на момент не претекна, но се надевам дека сега се е во ред. Миле, се слушаме? Така, јас те слушам добро. Ете, супер. Следно прашање ми е за преработката чукниво дрво, која што деновиве се врти на социјалните мрежи, на која се појавуваш и тија и многу музички звезди од Македонија. Кажи ми, чива беше идејата? Мене ми се јави Мери од МТВ, уредничката, така да најверојатно МТВ и Владко Стефановски, нивни проект, нивна идеја. Ја прифатив, ми кажа кој што се ќе учествува во проектот, во песната. Мислам дека излезе интересна. Вака гледам позитивна реакција од народот. Мислам дека е убаво сработено. Колку е можно, нели, од дома со телефон да ја испееш и така, но окей, во ова време е се дозволено. Убаво беше измонтирано и се вртеше и убава реакција од луѓето. Дали можеби ќе те инспирира овој момент да направиш некаков соло концерт од дома, бидејќи такви концерти видовме од твоите колеги? Некако јас некако другачие го замислувам тоа да биде, ако веќе го направиме, а веќе мислам и доцна, пошто стопли времето и не знам уште колку ќе трае ова. Мислам дека полека ќе олабаво. Викендов можеш да го искористиш, викендов. Да, јас пак ќе кажам, да, тоа е се во ред од дома, нели, спојување, свирење и пеење, но мислам дека тоа треба да биде на едно ниво малце повисоко. Од аспект да, од оној момент, не знам, еве, погледнете во соседството што се случува. Не знам дали ги виде концертите на Јоксимовиќ и на... Да, ги гледав. Гледаш, да, видиш, што е поставено на една у полициски час, кога нема никој, на платото, на не знам каде е тоа, некоја скупштина ли е, што ли е, не знам, али изгледа фантастично, сработен концерт убаво, тонски измиксан, се гледа дека има постпродукција после тоа, така да тоа звучи многу сериозно. ДНК, музичката група ДНК кај нас направија баш онака убав концерт и со продукција и со се, може би ете за... Тоа беше фино, културно изгледаше, затоа што беше баш поставено онака како треба. Кога ќе се навратиш на својата кариера, имаш едно од најуспешните, ако не и најуспешно од музичарите со народна музика во Македонија, која песна ти остави онака најголем белек и би сакал да си ја запееш во било кој момент? Па ајде, нели, сега ќе откриеме, твојот татко е автор на Мојата нека ниме, на негова музиката ја напиша он. Текстот е на Борче, нели, и на Гоце аранжманот. Некако таа не одбележа и мене и него и целиот тим кој што работевме. Доби сериозна титула, 20 години независност, најпесна.
нели? Да. Денеска е уште интересна каде и да се појавам јас, поготово не поминувам без да испеам 3 до 4 пати на вечер. Секако тука и Кралот и се што побарав од тебе Господи и Лек за невреме и другите песни, но таа некако е водечка која што е моја лична карта од 99-та, 2000-та некаде па наво. Веќе скоро 20 години. Не скоро, него 20. Јас мислам дека е така и сега би те замолил, иако е вака утро, вие пеачите ви треба малку да се распеете, но би те замолил, ете барем референот за гледачите. Добро, еве еден поздрав до гледачите, со еден рефрен од Меканиме, да им посакам да останат здрави, да се чуваат и да ова лудило ќе помине, така да мислам дека ќе се вратиме во колосек, но сигурно ќе има ова реперкусии, не знам што, ќе се одрази во животот. После ова мислам дека животот ќе биде различен. Нема ништо да биде исто. Но, добро, некако ние, поготово мојата генерација, некако е навикната на некој премрежја цело време, нешто падни стани, така да и ова ништо ќе помине. Ќе помине и Се ќе ова. помине. Да слушнеме на Каним. Не каниме со очите, не барај таква љубов да премолчиме, ке заврне во душава, еј таква тажна песна не си слушнала. Миле, едве чекам да помине коронава и пак да се слуша песна во кафаните и да се забавуваме. Верувам дека и ти не достига многу да испееш. Ајде, се надевам дека брзо ќе заврши и дека ќе дојдеш на моите настапи и ќе се подружиме. Да, како за крај уште едно прашање, дали можеби да очекуваме најава ете за нов ваков антологиски хит, а можеби и дует со некој од или македонски изведувач или од Балканот? Види, кога би ја знаеле формулата, сигурно досега ќе направиме уште многу такви песни, но тоа треба да се спои. Баш со татко ти вчера разговарав. Мислам дека треба да седнеме и да ние направивме многу песни заедно, но мислам дека ќе седнеме периодов, еве вака кога сме по-слободни и ова да направиме нешто, еве да се обновиме, да го вратиме тимот на Неканиме и да видиме што можеме да направиме. Иначе би бил најсреќен и јас сигурно и таткот и тимот авторски најсреќен кога би знаел што ќе биде хит и што ќе помине кај народот. Тоа никогаш не го знаеш, но ети. Ќе пробаме да направиме квалитетна музика, ние и таква правиме сега. Така е, затоа е хит, затоа рецептот не се наоѓа секој ден и е тешко. Миле, ти благодарам што одвои време за добро утро секој утро и што ни испеа рефрен и вака утрински. Ти благодарам многу, поздрав. Поздрав и убав ден. Продолжуваме ние да погледнеме анкетата на колешката Александра Овчарска која направи на улиците во Скопје, буквално како вредна мравка е денеска на секаде ја видовме, а сега да видиме колку скопјани го почитуваат правилото носење маски. Дали редовно носите заштитна опрема, маска, марама? Како што гледате? Дали сметате дали ја носите заради тоа што ќе има казни или ја носите за тоа што сметате дека ќе се намали коронавирусот со тоа? Мислам, да, по моје мислење ќе се намали. И треба самите граѓаните, медиумот, да бидеме свесни за што се работи, да го сочуваме нашето здравје. Редовно. Ние овде седиме, живееме, ама 10 метра да излезам, јас носам маска. И супругата моја. А сметате дека тоа е заради тоа што има казни, дека ќе има казни или заради тоа што ќе се намали? Не, и пред да кажат дека ќе има казни, ја и пред тоа уште од кога беше кажано дека треба, ја уште од првиот ден си носам заштитна маска.
И уште Пред за се ради себе. и уште за крај само што очекувате за престојниот празник, дали да има зголемен полициски час? Знаете што, ја досега сите полициски часови сум ги почитувал. Ќе почитувам и ова нема да се умре и готово. Заради себе и заради останатите. И само уште што очекувате за престојниот празник, дали да има зголемен полициски час? Па, мислам дека не треба. Дали редовно носите маска? Зошто, заради казните или заради тоа што? Не заради казни, заради за мене, да си за заштита. Лесно наоѓате маски? Па има у аптеки. И само уште Има и гледам швертери ваму. И тие препродава. што сметате дека е најдобро сега за престојниот празник за викендов? Да има зголемен полициски час или не? Па нека има. Јас сум за има. Ја без полициски час у Девр бев добро затворен таму и си знам како е. И пубаво. Па, нека биде исто како минатиот за Велида. Само што тој час само ние во Скопје го имаме. Другите кои ќе отидат во своите места, не верувам дека така се понашат. Пошто како што кажуваат луѓето таму и шетаат и се дружат и се само ние во Скопје остануваме затворени. Да, тоа беше анкетата од нашата колешка Бела, која што ќе се врати во телевизија сега. Остануваат уште околу 7-8 минути да прочитаме што има ново, најново на социјалните мрежи како информации. Се надеваме дека ја видовте она снимка, не знам дали ја виде ти на улиците во Скопје, каде што еден граѓанин беше качен на автомобил, извикуваше погрдни зборови. Да, верувам, се прошири многу, Што место погрдни зборови, веројатно сум го скролнала нема да само. пуштиме видеото, туку само како информација дека токму е господин е уапсен. Ете, тоа е како најново моментално што можеме да го прочитаме. Да, се прашуваме дали ќе се вратат децата во училиште до јуни, треба да се одлучува и за оваа тема. За училишната година учениците да се вратат во школските клупи, наставниците велат нема никаква логика да започнеме школската година кога треба да привршува, но добро, и за тоа ќе се одлучува денеска, а исто така ќе се одлучува и за тоа дали ќе се проложи полицискиот час од четврток навечер до понеделник изутрина. Со оглед на менталитетот наш македонски, мислам дека е подобро да се воведе овој полициски час од четврток, затоа што е 1 мај во петок, а за 1 мај се прави скара, се групираме, се дружиме. Впрочем, позитивната страна на се ова е, според кажувањата на министерот Венко Филипче, дека по завршување на празникот веќе можеме да очекуваме и олабавување на рестриктивните мерки и дека можеме да се надеваме дека полека дека животот ќе се враќа во нормала. А како за некаде при крајот на емисијата, сега да видиме на позитивна работа што се случува во Албанија. Розови фламинга го преплавија западното крајбрежје на Албанија. Карантинот во која Албанија поради пандемијата со COVID-19 се чини дека донесе придобивки за животинскиот свет и животната средина. Во земјата позитивен ефект е збогатувањето на фауната, објави Euronews, додавајќи дека за повеќе од 3 пати се зголемил бројот на розовите фламинга. Розовите фламинга во големи јата летаат во Албанија и се забавуваат во солената вода на крајбрежјето во западниот дел на земјата. Бројот се зголеми за 3 пати, а може да се забележи како живеат во новото секојдневие поради карантинот условен од коронавирус, се наведува во Euronews. Но тие не се единствените птици што безгрижно ги шират своите крилја, велат кадравите пеликани цутат во спокојството. Нивните старатели се надеваат дека смиреноста ќе ги натера птиците да се репродуцираат, завршуваат од Euronews. Ете, уште една видовме лебеди во Италија. Да, патки на пешачки во Скопје. Патки. Така да, животинскиот свет живее. Се буди, да. А еве уште една информација што само што пристигна. Уставниот суд ќе расправа за кратењето на платите на судиите и на обвинителите. Тоа ќе се решава исто така денеска и деновиве. Ќе разгледува неколку иницијативи има, а поднесена е за оценување на уставноста на неколку уредби на владата кои беа донесени за време на водрената состојба. Па добро, со оглед на тоа што постојано имаме критики, поплатки од граѓани затоа што не се вбројани воопшто во овие мерки на што имавме можност да постојано ги кажуваме, но и постојано имаме жалби од граѓаните дека не се вбројани сите, не се опфатени сите професии посебно. А кога станува збор за мерките,
колку тие се стимулативни, би рекла, затоа што одредени услови има секогаш. Секогаш, да. И една од иницијативите е и она која ја поднесоа судиите, а со која спорат дека е неуставна одлуката на владата за месец април и мај да земат плата од 14.500, се разгледува иницијативата за уредбата за исплата на платите на вработените во СЈО. Исто така, тема што отворивме во утринската, сите овие теми ги отворивме всушност во утринската, зошто во време на корона криза се даваат придонеси плати за специјалното јавно обвинителство кога тоа веќе не работи. И тоа се прашувавме, добивавме одговори од вас, но ете, Уставниот суд ќе расправа за овие неколку прашања. Многу чудни ситуација. Би сакал да прочитам еве настрана од негативните информации што ги гледаме секојдневно поради ситуацијата. Еве една убава и позитивна работа. Ламбе Алабаковски, се надевам дека сите се сеќаваме на Ламбе. Тој е веќе татко, има синче, но сега убава информација доаѓа дека повторно ќе има уште едно. Тој моментално живее во Соединетите Американски држави и таму работи како обезбедување. Музичката кариера очигледно дека во Македонија и не се исплати секогаш, но еве во Америка по фотографиите кои што ги споделува на социјалните мрежи може да се забележи дека воопшто не му е лошо. Исто така има и реакција од опозицијската ВМРО ДПМНЕ, вели Зоран Заев не сме да го продава македонскиот јазик и идентитет, вели се богати се обидува да се избори за уште една амнестија за криминалот, а Македонија ја плаќа цената. Власта предводена од Зоран Заев, ова е став на опозицијската ВМРО. И исто така велат од таму дека ни треба заедничка стратегија како одговор на условувањата на Бугарија. Имавте можност да го видите интервјуто преку Сител телевизија, им беше гостин Бојко Борисов и зборуваше на таа тема дека е едногласен, доколку ние останеме на ставот дека постои македонски јазик и дека Гоце Делчев е наш, македонец, тогаш велат дека нема да ни дадат поддршка во аспирациите и воопшто во понатамошното наше залагање да влеземе во Европската Унија, дека ќе не блокираат практично. Не блокира повеќе од 20 години. Јужниот сосед сега ќе не блокира другиот сосед, така да ќе видиме каква ќе биде разврската на оваа ситуација. Одиме со кратки реклами, па веднаш потоа да се одјавиме и да ги најавиме првите вести кои што започнуваат во 10 часот и 30 минути. Подготовките за свадбата беа при самиот крај. И ништо не можеше да тргне наопаку. Но како што гостите почнаа да пристигнуваат, целото планирање ја загуби смислата. Комедијата сега или никогаш. Не грижете се. Ниту една жена не треба да биде ставена пред одлуката која таа требаше да ја донесе. Да се избира помеѓу љубов или сопственото дете. Јас сум неговата мајка. Никогаш не е паметно, ниту лесно. И на крајот, секој потек е тотално погрешен. Нова серија на Алфа со возбудливи заплети, омраза која демне од секој агол и љубов од која никој не може да излезе како победник. Добре дојде, Селим. Добро ве наедов, Асли. Како си? Не ја пропуштајте Сахра од вечерва во 18:30 само на Алфа. Деца, слушнете и научете што е коронавирус и како да се заштитиме. Коронавирусот се пренесува преку воздух и допир. Може да го добиеме ако стоиме многу блиску до луѓе што се болни или ако допреме нечисти предмети. Ако се разболеме од коронавирус, може да почнеме да киваме, кашламе, да имаме висока температура и да не болат градите. Затоа, деца, треба многу да се чуваме. Редовно да ги миеме рацете, да не се доближуваме до луѓе, да јадеме здрава храна и да носиме маска, кога тоа е потребно. Да се заштитиме, да седиме дома.
Да, и тука некаде ја привршуваме утринската добро утро секое утро. Верувам бевме ваше добро друштво, затоа што гледаме да бидеме актуелни од буквално сите области, да ги разработуваме темите што сите нам не засегаат, а исто така и нашата љубова Македонија. А исто така и зборувавме за тоа за работнички права, мислам дека постојано треба да зборуваме. Така е, и постојано треба да се зборови за работнички права, не треба да се заборави и позитивната страна, музиката, уметноста, така да во добро утро секој утро во овие спакувани 3 часа се трудиме секојдневно да ви прикажеме од сите сфери буквално што се случува, така ќе продолжиме и во утрешниот ден, а и секако во периодот што следува. Да, утре исто така се дружиме заедно со вас со исто така актуелни теми, занимливости, прилози од терен Алфа. Постојано сакаме да бидеме за се да ви информираме и мислам дека успеваме, но добро, вие сте тука судот, гледачите на телевизија Алфа и добро утро секој утро. Исто така и мислењата се многу битни на нашите гледачи. Исто така и можност плюс за вашите јавувања ќе имате и во текот на утрешната емисија Добро утро секој утро. Сега да видиме што подготвила информативната редакција на телевизија Алфа. Елена Марковска, добро утро. Добро утро. Добро утро, поздрав колеги. Веќе сме подготвени за стартот на првите студиски вести за денеска. Верувам дека граѓаните се најзаинтересирани каква одлука ќе донесе денеска владата, односно колку часовен полициски час ќе имаме за првомајските празници. Денеска ќе се одлучува и дали учениците крајот на школската година ќе ја дочекаат дома. Со вестите стартуваме веднаш. Ви благодарам за најавата, ве поздравувам, имајте убав ден. Добро утро, 10 часот и 30 минути. Стартуваме со првите утрински вести на Алфа. Јас сум Елена Марковска. И првомајските празници, најверојатно, како и великденските, ќе ги поминеме дома. Владата денеска треба да одлучи какви мерки ќе има за предстојниот продолжен викенд за 1 мај. Предлогот на Комисијата за заразни болести е полицискиот час да почнува во четврток од 19 часот и да трае до понеделник до 5 часот.